Да, токму така, Кристина, законот за нефер трговски практики е во сила од 28 септември минатата година, меѓутоа со почетокот на годинава започна да се имплементира. Утро во токму на оваа тема разговараме со заменик министерот за економија и труд, господинот Маријан Ристевски. Господин Ристевски, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Комисијата за заштита на конкуренцијата оформи 50 предмети за нефер трговски практики. Што значи овој процес? Пред се добро утро за нашите гледачи во утринска програма на македонската телевизија. Видете, комисијата оформи, значи во периодот од 28 септември, кога и официјално започна да се имплементира законот, беше даден еден период на мониторинг до нова година, додека се оформи комисијата за заштита на конкуренција или популарно кажано КЗК, која се дооформи со 5 члена кои беа предвидени во закон за контрола на законот за нефер трговски практики. Во тој период на мониторинг има 50 дојави или пријави или оформени предмети за нефер трговски практики. До нова година веќе се оформени тие, сега следува да почне да делува на терен комисијата, очекуваме ќе има плодна работа во наредниот период. Покрај по пријави дојави со тие оформени предмети, можат и имат и дискреционо право кое му го возможува законот да појдат и да ги посетат фирмите, да ги проверат нивните договори и доколку утврдат нефер трговски практики во тие договори кои се добро нотирани во законот, а тие се 26 на број, тоаш имаат право и да опоменуваат, казнуваат, односно да изречуваат и казнени одредби кои се доста високи, да кажам, изнесуваат и 20 до 20.000 евра тие казни. Министре, како тече спроведувањето новој закон и во каков дослуг сте со организацијата на потрошувачи, но и со државниот пазарен инспекторат? Па видете, јас прво би направил еден мал историјат, што значи законот за нефер трговски практики, донесен е на 28 март со еден општ консензус на сите политички партии и чинители во македонскиот парламент. Овој закон е по европска директива и е транспониран од законските одредби од Европската унија во нашиот закон се транспонирани, така да како рол систем е земен словенскиот модел, како земја членка на Европска унија, меѓутоа тука се разгледувани законите на Хрватска и Бугарија. Тоа е прв закон кој што се спроведува таков тип во земја од Западен Балкан, односно во Македонија, и мислам дека по тој успешен пример и мониторинг од страна на спроведување на европскиот закон покрај на институциите нормално и Европска Унија прави одреден мониторинг, ќе биде пример земен и за другите држави од Западен Балкан, и затоа сите заедно треба да вложиме едно големо внимание околу неговото спроведување и реализација. Тоа е еден голем предизвик за Министерството за економија и труд и владата на Република Македонија. Иначе законот е донесен со првпат тој закон ги регулира односите во Македонија помеѓу добавувачите, а тоа се производителите и дистрибутерите со трговците на мало и големо. И преку тие регулирање кои што што значи тоа регулирање? Тоа регулирање значи дека работот кој треба да кој го барат трговците од добавувачите и другите трошоци како што се маркетинг, чување на стока, поставување на рафта и така натаму, не треба да надминува 10% во текот на годината. Може некогаш да надмини кога има акцијска продажба, меѓутоа кога ќе се собери тоа сума сумарум, значи 10% не сме тој процент да биде надминат. Зошто е направен овој закон? Самиот закон го кажува зошто е направен неговиот назив, односно име Закон за нефер трговски практики. Значи во претходниот период се нотирани и детектирани голем број на нефер трговски практики, кои што навистина трговците на некој начин ги условувале самите производители и дистрибутери, односно добавувачи, и најчесто тој работ изнесувал со многу големи проценти бил изразен, 30%, 35%, 40%, па може би повеќе на некои производи, со што на некој начин дополнително ги оптоварувале добавувачите, односно пред се производителите,
од една страна, меѓутоа од друга страна сето тоа понатаму се вкалкулирало во цената на производите, односно најоштетени на крајот се извинувам од денот излегуваат повторно купувачите, односно граѓаните во Република Македонија. Целта на овој закон е со едно негово она што треба КЗК да го постигне, да се почитува законот, со едно нормално склучување на тие договори, почитување на сите овие членови од законот, треба на еден подолг рок да се направи една комплетна стабилизација на цените, да нема голем и галопирачки раст на цените на производите, меѓутоа од друга страна на некој начин да ги заштитиме и нашите производители на храна и земјоделски производи, овошје и така натаму, кои што на некој начин поради влијанието со голем маркетинг пари кои биле давани претходно за маркетинг, посебно од овие странски брендови или принципали, како што ги викаат, да бидат малку во подредена улога на рафтовите од продавниците, што визуелно за купувачите многу значи. Значи, биле форсирани странски производи во однос на домашни производи и од тука сакам да кажам дека КЗК затоа ќе има полни раце работа, меѓутоа во одреден дел може да помогне и пазарната инспекција со сите оние ингеренции кои што ги имат, не мора по овој закон, по сите оние закони по кои што постапува и државниот пазарен инспекторат во овој период. Тие можат да делуваат КЗК, како што кажав, не само по пријава или по дојава или по допрен глас, како што се вика, можат да излезат и на терен самите, да ги побарат договорите, да ги разгледуваат, меѓутоа и по пријава на не само на правни лица, туку и на физички лица може да биде нивната постапка. Споменавте дека овој закон ги заштитува всушност потрошувачите, односно граѓаните. Како граѓаните може да помогнат во имплементација? Се извинувам, само да не се разбериме погрешно. Овој закон ги заштитува добавувачите, производителите, меѓутоа индиректно ги заштитува на долг рок и купувачите, бидејќи ако не се заштитени производителите и добавувачите со нефер трговски практики, за да таа загуба која што се прави со тие големи рабати и проценти кои биле барани, тоа се вкалкулира во цената на производот, на крајниот производ. И на таков начин, на еден долг период, со едно должно внимание за реализација и спроведување на овој закон, ќе имаме една добра стабилизација на цените во Република Македонија на подолг рок. Се надеваме дека законот ќе го даде очекуваниот ефект, ќе видиме кои се негативните страни од овој закон нотирани. Ете, има проблеми околу поврат на стока. Маркетите се бунат во делот на маркетингот, потрошувачите во делот на цените. Ние сето тоа треба да видиме и ако има можност или има потреба низ разговори со нормално со бизнис секторот, меѓутоа слушајќи граѓаните, ети синдикатите најчесто реагираат, да видиме дали има потреба или нема потреба да се менува законот со цел да направиме подобро негово имплементирање, а крајна цел е заштита на стандардот на граѓаните. И уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Граѓаните на Хрватска најдоа начин како да се заштитат од нефер трговските практики, секој петок ќе ги бойкотираат маркетите. Кој е вашиот став по односно ова решение? Видете, граѓанско право и демократија секој граѓанин да го искажува на некој начин својот револт, доколку тој е издржан. Меѓутоа, фактот дека во Хрватска реагираат граѓаните, исто имаше, да речам, од оние кошнички со цел да се заштити стандардот на граѓаните, кои ги спроведувавме овој период, ги нема само во Македонија. Се спроведуваат во Србија, во Хрватска, во Словенија, Франција слушнавме, Грција соседна. Америка во излагањето на господинот Трамп како председател на Америка, кои се три приоритетни цели на Америка, едната е заштита на животниот стандард, инфлацијата и цените на прехранбените производи, што значи представува светски и глобален проблем. Значи, предизвик на ова влада и Министерството за економија и труд во наредниот период е пред се стабилизирање на цените и држање на стабилно ниво на инфлација. Тоа успеавме минатата година. Имаме 3,5% инфлација, што значи сме биле успешни. Мерките кои што сте ни спровеле, иако се контрадикторни за некои економисти, за синдикатите, можеби и за граѓаните, ние сепак главната цел с неа постигнале да не дозволиме производите да бидат уште повисоки во периодот кога има празници 20-30% и така
така натаму. Хрватска, да, граѓаните најавија бойкот, меѓутоа мислам дека тоа е само краткорочно. Другиот ден пак ќе појдат во маркет и пак ќе ги пречекат истите цени. Значи треба системско решение, меѓутоа иако не е исклучен еден таков начин. Министре, да се надеваме дека овој закон ќе ги покаже ефектите што поскоро. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро ова утро. Разговаравме со господин Маријан Ристевски, заменик министар за економија и труд, и го објаснавме како функционира законот за нефер трговски практики. Кристина?